Предвремените парламентарни избори во Република Македонија беа конкурентски и суштински чекор за решавање на двегодишната длабока политичка криза, но се спроведува во услови на широко распостранета јавна недоверба во институциите, заклучија меѓународните наблюдувачи во прелиминарниот извештај. Во извештајот се наведува дека иако главните политички сили се согласиле на серија законски и институционални измени за создавање услови, медиумите и регистрирањето на гласачите се прашања кои треба да се решат на одржлив начин. Високата излезност потврди дека гласачите сфатиле клучната улога на изборите за иднината на нивната земја. Политичките институции сега имаат одговорност да ги реализираат овие очекувања. Тие треба да го искористат овај момент и мандатот што го добиле за спроведување на реформите неопходни за иднината на земјата, изјави Роберто Бателли, специјален координатор и лидер на краткорочната наблюдувачка мисија на ОПСЕ. Оценката на наблюдувачите е дека има значителни подобрувања на изборното законодавство според препораките на ОДИХР и на Венецијанската комисија, но некои препораки останале неисполнети. Земјата е сега на нов крстопат, кој го отвора патот кон нормален политички живот. Сите треба да ја докажат својата посветеност за водење на земјата на тој пат. Различните етнички заедници веќе докажаа за време на летните протести дека соработката за остварување на заедничка политичка цел е можна. Сега целата земја мора да ја замени етничката поделба со соработка, изјави Стефан Шенах, шеф на делегацијата на парламентарното собрание на Советот на Европа. Наблюдувачите оцениле дека иако кампањата можела да се води слободно, имало обвинувања за заплашување на гласачите и притисок врз административците, кои биле потврдени од наблюдувачите во повеќе случаи. Шефот на делегацијата на парламентарното собрание на ОПСЕ Азај Гулиев порача дека сите политички сили треба да работат на тоа да нема повторно запаѓање во политичка криза. Наблюдувачите меѓу другото оценуваат дека подготовките на Државната изборна комисија се карактеризирале со недоволно добра организација, политизирани одлуки, кратки законски рокови, недоволна транспарентност, а на изборниот ден немало големи инциденти. Ги повикуваме сите страни да обезбедат неопходна поддршка за судските институции, особено за специјалното јавно обвинителство, бидејќи неговата работа мора целосно да се спроведе, рече Игор Шолтес од делегацијата на Европскиот парламент. Тој додаде дека се очекува од новата влада да работи со сите политички партии во парламентот за итно спроведување на неопходните реформи.